Охрид секогаш убав и примамлив за сите. Јас се надевам дека и ова што во моментот веќе го најавивме француските туроператори кои што се во посета на Охрид, дека ќе резултира со позитивен договор и дека ќе одлучат сепак да ја вметнат Македонија и Охрид секако во тие балкански тури. Да, од вчера се веќе тука, значи во посета на Македонија и се разбира на неизбежниот Охрид. Имам информација дека треба да се сретнат и со представници од локалната самоуправа, од каде што стрикно, точно и прецизно ќе им бидат соопштени, презентирани и сите убавини на Охрид, неизбежните културно-историски споменици, потоа убавата храна. Сите знаеме дека французите се љубители на добро вино, добро сирење и убава автентична храна. Сето тоа ќе им биде презентирано затоа што не само Охрид, туку и Македонија го нуди сето ова во изобилство и верувам дека и храната ќе биде една од причините кои што ќе ги привлечеме французите во Македонија. Нема конкретни и прецизни информации каде и кога ќе шетаат. Знам само дека ќе се сретнат и со туристичките работници од Охрид, покрај со представниците од локалната самоуправа, така да се на се сите сложно и сплотено можеме само да ги привлечеме и да ги примамиме французите да дојдат тука. Инаку тие се во доаѓањето во Македонија се благодарение на канцеларијата за маркетинг на ТАФ која што е од Истанбул, значи добро препознале дека французите сакаат вакви мирни места, она што го нуди Охрид и Македонија. Само тука би се надоврзала дека покрај французите, уште еднаш ќе кажеме дека се надеваме дека се тоа ќе се вклучи и дека ќе ни донесе еден добар одговор и дека веќе од следната пролет ќе ги чекаме првите французи на Охридскиот аеродром, онака како што ние знаеме да ги пречекаме домакински добро со лепче и со сол, како што ги пречекуваме сите гости и првите летови на Охридскиот аеродром. Инаку покрај ние ова лето имавме навистина добра сезона, значи субвенционираните летови си го дадоа својот резултат. Имавме секоја среда и секој петок ни доаѓа гости од Базел, потоа имавме исто така секоја среда и петок и од Лутон имавме туристи. Благодарение па на субвенционираните летови помеѓу локалната и владата имавме гости и летови секој понеделник, среда и петок од преку Србија. А знаеме сите дека Србија добро котира е вклучена со Америка, значи директни линии, така да гости на вистина имавме ова лето од сите страни. И доколку само една минутка, две предходно се вклучевме во ова линковско вклучување и тука имавме една група туристи кои што поминува, а и бродовите веќе заминуваат со туристи затоа што бавото време си го прави своето, оние тури познати на кај Светинаум, на кај Канео, туристите сакаат да го видат затоа што на вистина имаме сончево и баво време денеска. Летната сезона помина повеќе од успешно. Информациите од ТАФ Македонија говорат дека за 12% се зголемени летовите кои што биле кон Македонија, а за 19% па се зголемени туристите кои што ни дошле во Македонија. Значи, летото повеќе од успешно, уште еднаш ќе кажам, во многу голем број ги имавме странците, да се надеваме дека така ќе биде и во следниот период. А што се однесува до зимскиот период, овој период ги имам оние туристи кои што се уште ни доаѓаат благодарение на субвенционираните летови, но би рекла затишје ќе имаме за месец дена од прилика, се до подготовките за предновогодишните празнувања и за богојавление за Водици. Вие добро знаете дека Охрид на големо се подготвува за прослава на Водици, така да се поврзуваат оние новогодишни празници. Можеби ќе имаме само не цел месец за подготовка и за одмарање, се разбира за подготовка на тие зимски празнувања, а потоа одиме со нови сили за дочекот на следната туристичка сезона. Нема одмор за охриѓани.